Назад во студиото, време и веќе да го најава мојот гостин, кој што и пред малку го споменав, градоначалникот на општината Карпуш, Стефчо Јакимовски со мене. Ќе зборуваме за аерозагадувањето, главната тема што презема општината како борба против загадувањето, кој што викендов господине Јакимовски беше на вистина 24 пати над дозволеното, 1219 микрограми на метар кубен, а утринава пак 56. Значи драстично намалено. Ајде да почнеме прво со викендов. Навистина многу голема бука, особено на социјалните мрежи, на одговорност од ваша страна. Каде го лоцирате вие проблемот? Прво и ние како локална самоуправа сме загрижени за така енормно високи параметри на загаденост, кој нормално влие негативно врз здравјето на граѓаните, не само општина Карпуш, туку во целиот град. Очигледно климатските услови во изминатите неколку дена, особено густата магла, не дозволуваше и немањето на ветрови. Јасно дека практично се што беше во воздухот стоеше на едно исто место. Ние како локална самоуправа, она што е во наша надлежност, исконтролирани се сите, например, механички работилници. Се извинувам, контролирани се сите отпади. Констатирано е дека само во два правни субјекта се горат материјали кои што се невообичаени, значи се гори пластика, гума и така натаму. Едниот дури е побарано да му се одземе лиценцата. Сите угостителски дуќани се проверени и сите согласно стандардите имаат нашите инспекцијски служби континуирано работат на терен, значи на нивните оджаци, ако има скара на ќумури и така натаму, секаде има филтри. Она што е битно, студијата покажува дека 32% е загадувањето од автомобилите, односно 20% од автомобилите, 32% е од домаќинствата во зимските периоди од греењето на дрва, ќумури, други начини на греење и 19% е од улична прашина и градежни активности и така натаму. Значи, сето тоа покажува дека мора да има комбинирани мерки за превземање. Она што ние како локална самоуправа и досега го работиме е одржувањето на зеленилото. Иако не е наша обврска, оваа година сме засаделе над 3.500 дрва. Значи, тој дел гледаме да го одржуваме. Битно ни е главните трансверзали, како што се Партизанска, Илинденска, Теодоси и Гологанов, од воднопробивите што одат по улица Московска и Љубљанска, потоа булевар Октомвриска револуција, односно 8 септември, Рузвелтова, значи сето тоа да биде проодно, да можат ружата на ветровите во тие делови слободно да се движат и нормално сите они евентуални загадувачи, нашите инспекцијски органи постојано работат на терен. Посебно не видиме во овој МК 56. Да. Така. Значи, посебно не загрижува, посебно да речеме околу градежната прашина, ние на само 15 на километри се наоѓаме од големата цементарница во Генерал Јанковиќ и во зависност од тоа какви се ветровите по долината на Лепенец, значи прва на удар доаѓа дел од Ѓорче Петров, нормално општина Карпуш, потоа тој дел оди према центар, но во исто време сакам да кажам дека не можеме да ги исклучиме и другите загадувачи. Ви споминавте зелените површини кои што велите не се наша обврска, но ние постојано се трудиме. Постојано, значи имаме служби, косилки и така натаму и така натаму, значи сето тоа ние го одржуваме иако не е тоа наша обврска, туку на јавното претпријатие паркови и зеленило. Во исто време па се трудите постојано да биде чиста, можам да кажам, населба. И тука не е наша обврска, него на комунална хигиена. Јас јавно сакам да ги прашам граѓаните на Карпуш, кога последен пат виделе чистач од комунална хигиена во општина Карпуш. Сето тоа го работи локалната самоуправа и нормално со нашите капацитети онолку колку што можеме. Но многу подобро би било кога улиците би се переле, кога значи јавното комунално претпријатие би слегувало со цистерните, а улична прашина би се тргала, би одела преку канализационите цевки во сливот на реката Вардар, значи секако дека таа прашина ќе дојде до незино намалување. Кога веќе ги преземате работите во ваши раце, што мислите дека треба како мерка општината да ја преземе во намалување на загадувањето?
Морам да ви кажам дека нашата сила и нашите законски властувања се со ограничен капацитет. Најголем дел тоа е во раците на Министерството за екологија и на централната власт. Например, со обраќајот јавно прашувам, зошто изградивме заобиколница? Зошто тешките товарни возила проаѓаат низ по автокоманда, пластичарната улица, кај Тојота сервисот, преку Злокуќани, преку Влае, одат према Ѓорче Петров? Зошто меѓуградските автобуси исто така се движат по оваа траса? Зашто можеме да видиме тешки товарни возила по улицата Партизанска и така натаму? Зошто полицијата не си ја работи својата работа? Зошто дозволуваме воопшто да тешки товарни возила, транзитни возила влегуваат внатре во градот Скопје, а не ја користат за обиколницата? Значи, тие се во однос на сообраќајот, тие се најголемите загадувачи тешките товарни возила, градежните машини и така натаму и така натаму. Од друга страна, сакам да кажам дека Скопје мора да изгради свој логистички центар надвор од Скопје, што значи целата стока што стигнува од увоз во Република Македонија, односно во градот Скопје, таа мора да биде истоварена во еден логистички центар, па тој логистички центар потоа со помални возила да се носи низ градот Скопје, а ние шлепери гледаме дека се движат насекаде низ градот. И на вчерашната пресконференција на таткото на градот, на Коце Трајновски, тој ги повика надлежните. Да, повеќе пати разговаравме ние во текот на денот со градоначалникот на Скопје, меѓу други е една таа мерка да се овозможи бесплатен превоз, луѓето помалку да користат собствен. Што мислите вие за таа мерка? Еве ние направивме анкета меѓу граѓаните, што мислат тие. Од една страна велат дека ние не можеме без возило, оние кои што се научени да одат со сопствено возило на работа, да речеме, ќе одат и без разлика на бесплатниот јавен превоз, оние кои што се научени да го користат, ќе го користат. Прво треба висока свест за таа работа, да не знам се отповикаат луѓето на ваквата покана. Заедно со градот Скопје правиме велосипедска патека, која што сега ги рачистуваме, и киосците кои што сметаат на таа велосипедска патека да можат граѓаните да користат и велосипеди, значи ниту градски сообраќај, ниту ништо друго. Сакам да кажам дека општина Карпош е првата општина во градот Скопје која што има изработено свој комплетен проект, ревидиран проект, го плативме 56.000 евра за гасификација на општината. Дури отворивме јавно предпријатие, меѓутоа владата донесе закон со кој што гасификацијата ќе врши едно градско јавно предпријатие и се уште го чекаме тоа јавно градско предпријатие, односно или акционерско друштво кое што ќе профункционира. Значи едниот начин да намалиме загаденоста е воведување на алтернативни извори на енергија, а тоа е пред се гасот. Втората работа што е битна за нас е трамвајот. Значи покрај трамвај, тролебус, значи сите оние возила кои што користат електрична енергија, а не користат возила нафта, дизел горива и така натаму, сето тоа ќе има драстично влијание врз намалување на ова загадување во нашиот град. Натаму ние како локална самоуправа минатата година направивме скоро 40 термички фасади. Се е тоа со цел да се намали потрошувачката на гориво, да се намали емисијата на гасови во атмосферата. На таков начин, значи, штедиме енергија, на таков начин помала загадување на атмосферата имаме. Новата општинска зграда ќе се грее на термални пумпи, веќе едно училиште имаме на термални пумпи. Се обидовме едно училиште да го грееме на дрвен чипс, меѓутоа техниката не функционира како што треба. И од друга страна, ради големите трошоци што ги имавме, дел од училиштата ги преориентиравме на нафта, меѓутоа повторно се вративме сега ради ова загадување, повторно се вратиме на парно греење од БЕК, со цел и да го намалиме загадувањето, но во исто време БЕК го приморавме драстично да ги намали цените и услугите за училиштата. Значи сето тоа се мерки кои што ги преземаме за да се намали емисијата на гасови во атмосфера и во исто време да имаме подобра и почиста околина во нашата општина. Го споминавте трамвајот, но вчера градоначалникот на град Скопје ги повика и другите градоначалници по општините да го субвенционираат јавниот градски превоз и
приватните превозници во исто време. Што мислите вие? Секако дека ќе ја поддржиме таа мерка. Апсолутно. Се она што ќе го донесеме како заклучок на нашите координативни состаноци, ние како локална самоуправа сето тоа ќе го испочитуваме. Сметам дека на пример ние сме единствена општина која што враќа средства од комуналиите за објекти кои што се енергетски ефикасни. Ако има енергетски ефикасна фасада, ако има енергетски ефикасни прозори, ако се грее на алтернативни извори на енергија, грејење и ладење, сето тоа значи може до 20% од средствата да ги вратиме назад како стимулант. Значи единствена општина во градот Скопје сме, а сето тоа со цел да ги потикнеме граѓаните да ги користат алтернативните извори на енергија. Во исто време постанувате на општина која што ја нарекуваат со синоним најмодерна општина, особено во градењето на паркови. Еве и при крајник да би сакала да ве прашам при крајот и на вашиот мандат, кажете ми што остана во моментот што се работи, што е клучно според вас што треба да се заврши и дали во иднина веќе најавувате нешто? Сметам дека приоритет дадовме и ќе дадеме на реконструкцијата на фасадите и изградба на термички фасади, реконструкција на крововите, и замената на азбестните кровови во колективните и индивидуалните стамбени згради. Сакавме да објавиме нов конкурс, меѓутоа антикорупцијскиот закон вели дека додека не се формира влада, од денот на распишување на избори до формирање на влада, ние не смееме да имаме ни било какви јавни повици, тендери и така натаму, инаку ќе објавивме нов повик за субвенционирање на реконструкција на крововите, односно замена на азбестните кровови во индивидуалните и колективните стамбени згради, реконструкција на лифтовите во колективните згради, 65% учествува локалната самоуправа во реконструкцијата на лифтовите и сите оние улици што сме ги замислиле да ги реконструираме во овој временски период. Јас се надевам дека од вкупно 14, најмалку 11 местни заедници ќе имаат комплетно нови улици, значи до крајот на овој наш мандат. Полека се приближуваат. Да, тука се инвестициите во детските градинки, сите наши основни училишта веќе се реконструирани. Оваа година, значи, градинката Мајски цвет во Тафталиџе 1 и во Тафталиџе 2 ќе биде, во Тафталиџе 1 значи целосно ќе биде урната и нова ќе се гради, а во Тафталиџе 2 само еден депанданс ќе биде реконструиран, како и во Карпош 4 и Карпош 3 градинката Орце Николов ќе имаме и незина реконструкција. Локалните се приближува, дефинитивно имате како отчет што да кажете во сивите од изминатите години, но подготвувате ли нова програма? Може да очекуваме така? Апсолутно подготвуваме и нова програма. Имаме со што да се пофалиме, односно да дадеме отчет меѓу она што сме го ветили и што сме направиле во изминатиот временски период. Остварување има над 85%, мислам дека и јас и значи нашата администрација, службите се задоволни до она што досега сме го направиле, а се надевам дека и граѓаните. Ви благодарам што бевте мојот гостин денеска. Навистина, еве, со сетот мерки она што убаво го разработивме што се случуваше викендот во општината Карпош, се надевам дека вакви денови како денеска со 56 драстично намалување на загадувањето ќе имаме уште по големо намалување од утре натаму. Почитувани, завршуваме на домашен терен.